Започнува актуелна тера, еве ги вестите на денот. 295 лица загинаа, малезискиот Боинг 777 е соборен, но од кој? Битолска занечиска вечер на Магнолија. Битолската ВМРО ДПМН го прослави 24-тиот роден ден. Туристичкиот сјај на Преспа. Светот во шок по соборувањето на малезискиот патнички авион со преку 280 патници. Авиокомпаниите не летаат над украинскиот воздушен простор. Политичарите бараат итна истрага. Како што соопшти денеска Малезиското министерство за транспорт, во патничкиот авион кој вчера се урна во источниот дел на Украина, најбројни биле холандјанските државјани. Точниот број изнесува 173. Холандскиот премиер Марк Рут изјави дека четврток е црн ден за Холандија, а падот на авионот веројатно е најлошата авионска несреќа во холандската историја. 44 патници биле на Малезија, меѓу кои 15 членот екипаж и 2 новороденчиња, потоа 27 австралијанци, 12 индонезици, вклучувајќи едно бебе, 9 британци, 4 германци, 4 белгијци, 3 филипинци, 1 канаѓанец и 1 државјанин на Нов Зеланд. Се уште не е утврдена националноста на 20 патници. Германската канцеларка Ангела Меркел денеска изјави дека одговорните за уривањето на малезискиот авион над источна Украина во кој загинаа 298 цивили мора да бидат изведени пред лицето на правдата. Според неа постоеле многу индикации дека авионот бил соборен. Меркел додаде дека е неопходен итен прекин на огнот за да може да се дозволи независна истрага за трагедијата. Таа исто така оцени дека нема алтернатива на диалогот со рускиот претседател Владимир Путин. Генералниот секретар на Обединетите нации Бан Ки Мун закажа итна седница на Советот за безбедност. Авионот падна денот како Вашингтон ги заостри санкциите против Русија, бидејќи не презела мерки за смирување на сепаратистите. Претседател Владимир Путин одговорноста за трагедијата ја префали на Украина. Сакам да нагласам дека оваа трагедија немаше се случи ако имаше мир и ако не продолжеа војните активности на југоистокот на Украина, рече Путин. Украинските безбедносни служби објавија дека имаат, како што соопштија, 2 пресретнати телефонски разговори со кои се докажува дека бунтовниците се одговорни за соборувањето на малезискиот авион. Во првата снимка, според службите, командантот на бунтовниците Игор Безлер му вели на офицерот на руското воено разузнавање дека бунтовничките сили вчера собориле авион. Во втората, двајца бунтовници, од кои еден на местото на несреќата, велат дека нападот е изведен од единица на бунтовниците на 25 км северно од локацијата на падот на авионот. Ниедна од овие снимки не е потврдена од независни извори. Шефот на Украинската државна безбедност Валентин Наваличенко изјави дека ќе сторат се за да бидат казнети руските војници кои го сториле ова. Игор Гиркен, познат како Стрелков, лидер на проруските сепаратисти во Украина, потврди дека тие го урнале малезискиот авион на летот МХ-17. Бевте предупредени да не летате над нашето небо, изјави тој. Како што оценуваат медиумите, тој мислел дека е урнат украински транспортен воен авион, но кога сватил дека се работи за патнички авион, веднаш побарал изјавата да се отстрани. Инаку тој е министр за одбрана на сепаратистичката непризнаена Донецка народна република. Обама и Путин телефонски разговараа за соборениот авион. Украинскиот претседател пак вели дека тоа не е дело на Украина. Истото го вели и Путин. Авионот на Малезија Airlines што беше соборен летал на речиста иста маршрута како и авионот на претседателот на Русија Владимир Путин. Непосредно пред несреќата во кој загинаа 295 луѓе, јави руската новинска агенција Интерфакс, цитирајќи своји извори. Можам да кажам дека авионот на Путин и малезискиот Боинг се разминале на иста точка и на иста висина од 10.100 метри. Претседателскиот авион беше таму во 16:21 по московско време, а малезискиот авион во 15:44 по московско време, изјавил анонимен извор на новинската агенција, пренесува Russia Today. Контурите на авионите се слични, димензиите исто така се многу слични, а што се однесува на боите, на таа толку голема оддалеченост, тие се речиси идентични, додал изворот. На Блискиот исток голема војна го вознемирува светот. Македонското министерство за надворешни работи со предупредување за македонските граѓани кои патуваат во Израел. Израелските трупи продолжуваат со воени авиони и тенкови да навлегуваат на појасот Газа во операцијата која има за цел да ги сопре ракетните напади и да ги уништи тунелите на Хамас.
Израелската копнена воена операција во појасот Газа од синоќа во полнег. Армијата го бомбардира појасот од воздух и од море, како и со тенкови кои се стационирани покрај границата. Бројот на жртвите меѓу палестинците продолжи да расти, достигна 260 луѓе од почетокот на нападите пред 11 дена. Израел денеска потврди дека еден војник загинал во борбите со припадниците на Хамас, додека меѓу 19 загинати палестинци има едно 5-месечно бебе. Палестинското радикално исламистичко движење Хамас преку својот портпарол соопшти дека израелската копнена операција во појасот Газа ќе има ужасни последици и се закани дека Израел ќе плати висока цена за таквиот непромислен чекор. Израелската армија објави дека операцијата во појасот Газа нема за цел да го собори од власт Хамас, туку да нанесе удар на инфраструктурата и да се заштити цивилното израелско население. Таков е светот денеска, а еве што ќе гледате во продолжението на Актуел. Туристичкиот сјај на Преспа. И за други теми по кусата пауза, останете со нас. Вашето мислење нам ни е важно, затоа што Тера телевизија е на страната на гледачите. Искажете ги вашите ставови на нашиот веб портал tera.mk. Прашањето за оваа недела гласи: колку пари ќе потрошиме за годишниот одмор? До 500 евра, од 500 до 1000 евра, повеќе од 1000 евра. За резултатите од анкетата читајте на tera.mk или гледајте во вестите на Тера телевизија. Спасувачките екипи ја пронајдоа и втората црна кутија од малезискиот авион што беше соборен на истокот на Украина. До сега се пронајдени 121 тела од вкупно 298 патници и членови на екипажот. Генералниот секретар на Обединетите нации Бан Ки Мун изјави дека постои очигледна потреба за целосна и транспарентна меѓународна истрага за падот на малезискиот авион. За денеска е закажана итна седница на Советот за безбедност. Рускиот претседател Владимир Путин изјави дека украинските власти се одговорни за падот на патничкиот авион на Malaysia Airlines над источна Украина. Компанијата Microsoft ќе го прекине производството на своите телефони кои работат на оперативниот систем Android. Одлуката е донесена откако е соопштено дека Microsoft ќе отпушти 18.000 работници. Земјотрес со интензитет од 4 степени според Рихтер е регистриран во турскиот округ Измир, соопшти турската дирекција за управување со кризи. Министрите за внатрешни работи на Македонија и Србија потпишаа договор со кој се признаваат возачките дозволи. Со договорот возачите од двете држави при патување не ќе треба да поседуваат и меѓународни. Попладнево во Битолската полиција пресконференција за запленета стока и одземени компјутери. Днешната акција која е спроведена во градот Битол е една од редовните наши активности на координативното тело, како што беше и претходно во Куманово, во Скопје и во Охрид. Еве денеска сме во Битол, значи не ни е прва таква акција од овој карактер, кај што има повреда на интелектуалната собственост и согласно пристигнатите пријави од страна на институциите кои што имат поднесено пријави до координативното тело во повреда на интелектуална собственост, денеска беа исконтролирани неколку правни субјекти во Битола, Зелениот пазар во Битола, 4 кабловски телевизии и геодетските друштва. Сите тие се во делот во повреда на интелектуална собственост, односно по Законот за индустријска собственост и Законот за авторски права. И нормално кривичниот закон. Инспекторите наши ги исконтролира 6 правни субјекти, геодезите, значи геодетските друштва, и во тие геодетски друштва се пронајдени неправилности во нивното работење и од страна на инспекторите се одземени компјутерите, нормално тие што немаат лиценциран софтвер, било тоа да се работи во делот од Microsoft или од MacroStation или во делот на Autodesk. Значи, тие ќе бидат одземени и од страна на инспекторите ќе бидат поднесена соодветна
пријава. Битолска занајчиска вечер на Магнолија во организација на регионалната занајчиска комора. Организаторите велат дека настанот е со цел да се збогати фестивалот Битвест, да се покаже нашето пред странците и самите учесници да се представат. Оливера Михајловска. Битолска занајчиска вечер на плоштадот Магнолија во рамки на Битолското културно лето, а во организација на регионалната занајчиска комора од Битола, се случи вчера во приквечерието. Организаторите велат настанот е со цел да се збогати фестивалот, да се покаже нашето пред странците и самите учесници да се испрезентираат. Занајчии како занајчии по кои и Бабам Битола е позната, синоќа немаше многу. Повеќе беа ракотворци, цртачи на слики, понекој дуборез и предмети изработени по дома. Творештвото на занаетите бара други услови за презентација, велат од комората. Морам и како млади ве подразочарал дека занајчиството веќе драстично не обаѓа, не само во Битола и пошироко на ниво на Македонија, од кои причини познати има некој кој сум зборувал доста помладок од наш кој не сака да изучува занајати, па имаме други бенефици кои изискуваат, па не можеме да ги увеаме и така натаму. Затоа што Битола беше навистина. Јас за мои години, долги години јас ја водам и занајчиската комора во Битола, ние сме имали во Битола само 2200 занајчи. Кај нив можеше да се најде секогаш во просек по 2-3 ученика. Кај нив можеше да се најде секогаш во просек по 2-3 работника. Меѓутоа, за жал, сега тоа го нема. Како комора се занимавале со разрешница на мистеријата зошто изумира занаетот во Битолската чаршија. Исчезнува пополека затоа што ипак добро познато вас како новинари, вие сега младиот свет е тргнат претежно повеќе, достигнува до една цел со својата возраст, веднаш сака да почне да работи, веднаш сака да почне да заработува и нормално секако и поарен живот. Покрај сето тоа актуелно што моментално сега и бегање во странство и тоа е еден дел што го немаме од помладокот. Ното стручно образование, насоченото образование кое е навистина се ваѓаат кадри несоодветни за денешни услови каде што вистина што посакува нашето стопанство и нашето занајчиство. Упорноста за преземање мерки за развој и возобновување на занаетите останувала, но резултати немало. Од секогаш сум сакал да постигнем една цел која вистински да се врати дел од занајчиството, меѓутоа за жал многу тешко. Од причините што ви кажа претходно малце дека можеби ќе има некои промени, али за жал сега моментално нема на повидок дека нешто ќе се врати. Една причина и друга е што ево ние од Костана сите знаете дека средното насочено на образование е обавезно. Веќе кога ќе завршите средно училиште, тој не бара да учи занат, него бара да продолжи или факултет или нешто друго. Така да, како велат она по старите луѓе и јас може да припаѓам во нив сега пополека, железото се кова додека е свито. Смета дека децата од мали се учат, искуства што западните земи ги следат. Каде што децата се насочува од 7 одделение кое зошто е родено. Кај нас обратно. Децата, ако ќе завршат средно или 8 одделение, се запишуваат на школу, само колку да одат на школу, а не дали тој ќе му важи или не ќе му важи, како и сега што е случајот, например, со агенциите за вработување, со преквалификација до квалификација, сертификати, што за мене тоа не е добро, затоа што секогаш се постигнува целта на време кога треба вистински да се делува на некој работа. Оваа манифестација традиционално се одржува во рамки на Битвест 5 до 6 години наназад. Битолската ВМРО ДПМН синоќа во Домот на армијата го прослави 24-тиот роден ден. Порача дека сплотеност е нивната заедничка гаранција дека ВМРО ДПМН никогаш нема да отстапи од зацртаните цели, односно интересот на татковината. Маја Богоевска. Синоќа Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН од Битола ја прослави 24 годишнината од своето постоење. Председателот на комитетот во својот говор истакна дека кога се формираше комитетот, основачите беа обединети и знаеа што сакаат. Цврсто веруваа дека тие се генерацијата која има можноста и честа да го прифати историскиот предизвик и со силна верба во сопствените капацитети
и голема самодоверба да се избори за ова што го живееме денес. Пред себе го имаа примерот на некогашната ВМРО и со голема почит се однесуваа кон пролеаната крв на генерации патриоти, чија идеја и визија ние денес имаме привилегија да ја живееме во стварноста. Според него, одговорноста е голема кон сите оние кои ги дале своите животи за Македонија. Заради сите нив, знаени и незнаени, заради нивниот спомен и крвта која пролеа, ние денес мораме да го чуваме споменот и никогаш да не згасне пламенот што тие го запалија. А за да го постигнеме тоа, мораме да бидеме единствени и сплотени како никогаш досега. Историјата не учи дека не единството значи слабост. Многу од нашите херои пострада од предавство и не единство кое не прави ранливи и му дава шанса на душманите. Затоа, браќа и сестри, заради Гоце, Даме, Сугаре, заради Ченто, Шатев, Богдановски, Шамбето, заради аманетот на сите наши предци, мораме да бидеме силни и сите да делуваме како еден. Силата на ВМРО-ДПМН е во тоа што секој е важен, вели тој. Новите сили кои внесуваат свежина во крвотокот и нашите стари, добри и незаменливи членови кои ги крепат темелите. Токму во тоа што ние не се делиме на млади и стари, на некогашни и нови, на повеќе или помалку образовани, токму во тоа е клучот на нашиот успех. Нашето единство е нашата сила. Зборот единство е содржан и во нашето име. Единството е тоа што повеќе од кога и да е во овој момент и е потребно на нашата Македонија, која сите заедно, како едно, ќе продолжиме и да ја сакаме, да ја браниме и да ја граниме. Порача дека сплотеноста е нивната заедничка гаранција дека ВМРО-ДПМН никогаш нема да отстапи од зацртаните цели, односно интересот на татковината. Пари и злато украдени во Ресен. Вчера во Ресен е познат сторител со употреба на подесен алат извршил тешка кражба во куќата на лицето со иницијали НУ 47 години, при што одзел 14.000 евра, 5.500 американски долари, 200.000 денари и разновиден златен накит. Се преземаат мерки за откривање на сторител, велат од полиција. Плажите кај Преспанското езеро се уредени, условите за одмор на туристите значително се подобрени. Сјајот на Преспа последниве години се враќа. Маја Богоевска. Иако пред неколку години ретко кој помислуваше летните горештини да ги победи со разладување во Преспа, сега сликата е сосема поинаква. Пред повеќе од 20 години Преспа беше првата туристичка дестинација, особено за битолчани, но потоа Преспа се претвори во место кое сите го избегнуваат, запуштено со грмушки трња, несредени плажи. За среќа од пред 4 до 5 години бизнисмените и туристите решија дека треба да се врати нејзиниот сјај, со исчистени плажи, ситен песок, новитети и пријатна услуга. Преспа почнува да личи на некогашната топ дестинација. Посетителите се позадоволни, а и концесионерите и гостителите исто така. Условите за одмор на туристите значително се подобрува, иако треба уште многу да се направи. Природните убавини, манастирите, тишината која ја нуди Преспа е она што ги привлекува туристите тука. Наскоро ќе започнат и активностите за уредување на вкупно 600 метри плажа на Преспанското езеро. Предвидено е во рок од 4 месеци да биде завршено уредувањето на плажите, со што истите ќе бидат подготвени за пречек на првите туристи во текот на следната туристичка сезона. Теренот на кој ќе бидат уредувани плажите ќе биде нивелиран со песок, а функционално планираниот простор за плажа е решен како единствена целина со содржини од услужен карактер. Особено внимание ќе се посвети на тоа да не биде нарушен екоинтегритетот на околината, односно флората и фауната во непосредната близина на плажите. Ќе се гради насип на река Елешка на вливот во Црна река. Под координативното тело на општина Новаци со заеднички сили Битолско поле, Центар за управување со кризи, РЕК Македонски шуми за Капелагони и Стентон градба, ќе започна со изградба на насип на река Елешка на самиот влез во река Црна со цел заштита на земјоделските површини и пумпите од река Битола. Започнуваме со изградба на насипот на почетокот на месец август и градежните работи треба да бидат завршени во рок од 1 месец. Изградбата изнесува околу 50.000 евра и ќе биде заеднички финансиска инвестиција на сите инволвирани страни. Изградбата на насипот е од голема важност како за земјоделските површини кои постојано се поплавуваат во пролетните месеци од напливот на вода од топењето на снегот, а представуваат и опасност за пумпите кои се тука поставени. Насипот беше пробиен и итна е потребна санација
заради превенција и спречување на натамошни поплави големи штети, рече градоначалникот на Новац и Котевски. Општина Новац и често пати се соочува со поплави на нејзина територија. Последните кои ја зафатија беа минатата година. За еден голем настан во наредната најава. Мексиканскиот Хенри IV во Битола на Шекспир фестивалот. За оваа покусата пауза останете со нас. Животот и делата на битолчанецот доктор Кирил Македонски. Промоција на книгата Во мое име на Менде Младеновски. Презентирана изложбата Моја инспирација. Представите од тело Смртта на трговскиот патник и Без паника учествуваат на повеќе културни манифестации низ Македонија. Млад македонски селеник исчезнал во Австралија. Австралиската полиција започна голема потрага по исчезнатиот Давид Јосифовски, австралиец со македонско потекло, за кој семејството не знае каде е во изминатите 7 дена. Последен пат тој бил виден на 11 јули околу 6 часот и 30 минути на аеродромот во Перт, но според досегашните сознанија не се качил на ниту еден авион. Тој има 25 години, тетоважа на раката, крст со македонско сонце и изразита тетоважа на целиот грб. Со театарската представа Хенри IV од Мексико утре со почеток во 20:30 во Народниот театар во Битола започнува второто издание на Шекспир фестивалот. Somos primos, ¿no? Y nos vamos a subir al teatro y a expresarnos con ustedes. Би сакал да се заблагодарам на мојата компанија која што го возможува гостување тука, меѓутоа и на домакините на некој начин и покрај толкавата голема оддалеченост, значи станува збор за некои 30 и нешто часови пат по кој што тие требаше да стигнат до Битола, се чувствуваме како некакви роднини, во смисла театарски роднини и некако сретнување на театарската историја која што доаѓа од запада, која што сите негуваме, чувствуваме на место каде што се сретнува со некакви антички почетоци на театарот кој што може би се случувал тука. Би сакал да се заблагодари дека се чувствува јако на толкава голема растојање како значи нови пријатели и роднини далеч. Играм еден од најзначајните улоги кој што го е напишал Шекспир, тоа е ликот на Фалстаф, човекот кој што се бори за живот и кој што не охрабрува да го прегрнеме животот да живееме. Фестивалот на народни патриотски песни Македонски непокор во рамки на Битолското културно лето денеска донираше ТВ приемник за Заводот за рехабилитација на деца со оштетен слух Кочорацин. Оливера Михајловска. Заводот за рехабилитација на деца со оштетен слух, говор, глас и други пречки во развојот Кочорацин во Битола денеска доби донација, ТВ приемник од Советот на фестивалот Македонски непокор. Јас како председател на Фестивалскиот совет Македонски непокор, што е под покровителство и во склоп на Битфест Битола, покровителство на градоначалникот на општина Битола, господин Владимир Талевски, ми представува особена чест да го доделиме како донација за ова училиште Кочорацин овој ТВ приемник. Благодарам за што се сетивте на нас, на донацијата што ние дадовте. Нашите деца посебно ќе се израдуваат, а оваа донација подхитно ќе се стави во една од училниците и со тоа ќе се подобри текот на наставниот процес, односно самата визуализација, бидејќи овие деца најповеќе учат кога нештото го гледат. Фестивалот на народни патриотски песни Македонски непокор е во рамки на Битолското културно лето. Одлучивме едногласно како фестивалски совет да скратиме од нашите хонорари, да купиме еден ТВ приемник и да му го доделиме на дечината. А за донации ветуваме дека секогаш кога ќе можеме, како продукција, Савевски, исто така имаме голема поддршка од нашиот пратеник, од господинот Васко Наумовски, кој е представник на македонците од Австралија, Нов Зеланд и Азија, и се разбира каде што ќе може, ќе одвоиме, а во план сме и организирање и на концерти хуманитарни за секакви пригоди и хуманитарни настани.
Инаку овој фестивал по втор пат се одржува во рамки на Битфест и останува како дел од оваа манифестација и понатаму. И до година, како што велат, планираат да го интернационализираат преку зголемувањето на бројот на учесници на фестивалот, посебно од прекуокеанските земји. Со Даниел Кајмаковски голема плескавица почна годинашното издание на Пивофест. Во Прилеп синоќа беше отворен 12-тиот Пивофест. Илјадници посетители од земјава и странство беа во центарот на градот. Пред 1,5 минута го запознав Даниел Кајмаковски. И ме гушна! Живи се! Гостите на официјалното отворање ги поздрави градоначалникот на Прилеп. Епа, фестивалот на пиво е 3 во 1. Пиво, скара вкусна и многу забава. Кајмаковски изјави дека ова е големо искуство за него затоа што е прв пат дел од манифестацијата и прв пат настапува со свој бенд. Слушам. Слабо ме слушам. Кој Даниел? Па нормално, Даниел Кајмаковски! Добро вечер, Прилеп! Една од двете најголеми пиварници во земјава, Скопската, на спектакуларен начин токму на Пивофест го одбележа 90 годишниот јубилеј, зашто за сите гости на фестивалот беше приготвена плескавица од 90 кг месо. Плескавицата 4 часа ја приготвуваат 24 вработени во хотелот Салида. Пивофест со програма продолжува и во наредните денови. Сега за времето во наредните денови. Какво ќе биде времето утре во Европа? За времето утре на Балканот. Какво ќе биде времето утре во Македонија? Следува временската прогноза за времето утре во регионот. Какво ќе биде времето утре во Битола? Следува временската прогноза за следните денови во Битола. Какво ќе биде утре времето во Ресен? Следува временската прогноза за следните денови во Ресен. Евеа прогнозата за времето утре во Прилеп. Какво ќе биде времето во наредните денови во Прилеп? Какво ќе биде времето утре во Кичево? Следува временската прогноза за следните денови во Кичево. На крајот на Актуел и две сервисни информации, Општина Битола ги известува граѓаните дека поради продолжување на градежните активности втора фаза на патот село Лавци, истиот понеделник 21 јули ќе биде затворен за сообраќај во периодот од 9 до 12 часот. А Центарот за јавно здравје известува дека од понеделник до 25 овој месец во петок ќе се спроведува втората фаза од теристичката од земја дезинсекција со цел уништување на комарците. Запрашувањето ќе се врши во период од 19 часот до 2 пополноќ.
ги молат пчеларите и пчеларските здруженија да си ги преземат соодветните мерки за заштита на пчелите. Овде е крајот на денешниот актуел. Ви посакувам пријатен викенд.